полиграфската техника се користи како секаде во светот, така и во Македонија, така да во Министерството за внатрешни работи се користи негде преку 25 или 30 години, негде од далечната 84 година. Примена полиграфската техника и технологија наоѓа како во државните безбедносни служби, така и на приватно поле или во приватна пракса. Кај нас, конкретно во Македонија, денеска сте тука во Министерството за внатрешни работи и согласно Закон за полиција, членовите 28 и 65 се членови кои што го дефинираат начинот и го дефинираат местото каде се користи полиграфот и полиграфската техника. Согласно член 28 од Закон за полиција, полиграфското тестирање е едно од полициските овластувања и во моментот од легален аспект или од легислативен аспект во Македонија полиграфското тестирање е дефинирано како полициско овластување. Што значи тука преку полиграф може да тестираме кривични дела и прекршочни дела. Најчесто кај нас се употребува за расветлување на кривични дела во кривичните постапки, најчесто во предистрага, а се случува да биде и во процес на истрага. Така, колку се веродостојни резултатите од едно полиграфско тестирање? Од едно полиграфско тестирање во моментов можам да ви кажам дека се доста веродостојни резултатите, бидејќи станува збор за техника која што веќе има во последниве 20 години, од 94-та, мислам, или 95-та година, веќе валидизирани техники, што значи научно потврдени техники методи кои што се инкорпорирани во самата техника полиграфска и со нивна употреба даваме веќе валидизирани или математички, статистички пресметливи резултати. Резултатите во полиграфијата може да бидат вистина, лага или нема мислење или неопределен резултат. Со тоа што секој од тие добиени резултати е пресметливо и математички и може да се изрази преку формула да се добие, да се докаже како е стигнато до конечниот резултат. Иначе полиграфската техника се развива веќе 100 години. Знам дека во има своја историја. Има своја историја, кажувам дека таа се развива паралелно, мислам, со авиоиндустријата, што значи развојот е многу одамна, а лагата како и измамата како поведение знаеме дека е предмет на истражување и предмет на интерес на народот и на луѓето уште од најрани времиња, уште од времето на каменот и огнот. Така да наназад историски ако се враќаме може да се забележи дека од секогаш на човекот му било интересно да најде дали некој го лаже, дали некој го мами и да може тоа некако да си го објасни и да си го докаже. Еве пред вас тука е дел од таа апаратура, односно од полиграфското тестирање. Може Иванов да ни објасните од што се состои, инаку вака многу чудно изгледа, морам да признам, вака за некој од страна кој ќе го види сето ова на масата. Така. Да ни појасните што имаме, како ќе се намести, ние ќе правиме полиграфско тестирање, нели, за нашите гледачи, меѓутоа вака да образложиме кое што е. Епа вака сега за обичниот свет, оваа црна кутија што ја гледате пред вас, можеби не значи ништо, меѓутоа за нас полиграфските експерти оваа кутија е кутијата која што ја детерминира лагата од вистината. Значи за нас сите реакции кои што се трансферираат од овие сензори во кутијата и од кутијата полиграфска во софтверот на компјутерот кој што е инсталиран, значи све. Односно, тука гледаме дали испитаникот кој што е предмет на криминалистичка истрага или каква е да е истрага, гледаме дали лаже или можеби не лаже или ја кажува и ја говори вистината. Така да во суштина оваа црна кутија представува полиграф или детектор на лага, познат во дадени кругови, а овие сензори кои што ги гледате на масата се
сензори кои што се контактни, се поставуваат контактно на телото на секој испитаник, се поврзани со оваа кутија и понатаму се трансферираат информациите преземени од човечкото тело на софтвер и таму се читаат реакциите. Така, нели лагата ја има во секојдневниот живот, меѓутоа што е вие со оваа апаратура предпоставувам дека непогрешлива е во смисла дека без разлика што ќе изустиме да или не за некое прашање, нашето тело има поинаква реакција, одговор кој што го регистрираат машините. Нели дали е лага или вистина? Так. И полиграфисти. Предпоставаме прашувате во делот на невропсихофизиолошките реакции. Вака сега, значи, детекторот на лага не е нешто што нели аплицираме на телото и по поставено прашање од наша страна, тоа директно ќе ви излезе на екранот како одговор лага или вистина. Значи, тоа што го мери полиграфскиот апарат е одстапки во невропсихофизиологијата во секое човечко тело. Подаден стимул од моја страна како полиграфски експерт кон испитаникот во форма на прашање, најчесто тоа е некој критично прашање или не многу пријатно прашање, и подадениот одговор од страна на испитаникот кон мене. Во тој момент, во тие неколку секунди, настануваат бурни реакции од невропсихофизиолошки аспект во телото на секој човек. Не дека тие претходно ги нема. Меѓутоа, зимаме кое е базично однесување на невропсихофизиологијата на човекот во моментот и ја споредуваме со одстапките кои што се случуваат при дадено при поставено прашање критично од моја страна и при добиен одговор од страна на испитаникот. Така да, овој сензор кој што се аплицира на десната рака на средниот прст се вика плетизмограф. Овие два сензори се пнеумосензори и се поставуваат едниот над срцето, другиот под срцето, односно во торакалниот и абдоменалниот дел од трупот и превземаат информации во делот на дишењето. Овие два сензори се нарекуваат електродермални реакции, овој сензор се нарекува електродермален сензор и се поставуваат на десната рака, најчесто на показалецот и на венчалниот прст или безимениот прст. И последниот сензор кој што се монтира, а превзема информации од невропсихофизиолошки аспект, е оваа манжетна која што навидум изгледа исто како манжетна на апарат за притисок, за мерење на крвен притисок и превзема информации во делот на кардиолошкото работење на телото. Исто така, пред да почнеме со полиграфско тестирање, често, да не кажам и најчесто, мериме со апарат за притисок, мериме крвен притисок, се со цел да видиме и да се осигураме дека лицето нели е во некоја добра здравствена состојба, барем во моментот кога седнува, да бидеме сигурни дека или барем ние да се заштитиме дека нема да настане некој непосакуван момент од било кој, па и од здравствен аспект. Исто имаме и безконтактен топломер, термометар, кој што посебно во време на ковид кризата, нели го употребувавме со цел да детектираме дали некој лице може би има повишена телесна температура или не. Сите овие сензори се аплицираат на телото на испитаникот, понатаму во прилогот ако снимаме едно експериментално полиграфско тестирање, ќе видите како тоа изгледа и сите овие сензори работат во насока да се превземат тие информации. Така, има ли некои исклучоци каде што не може да се спроведе полиграфско тестирање? Значи, некои специфични состојби на испитаникот кога едноставно е невозможно да се направи кај тој испитаник? Секако, значи во член 65 од Закон за полиција се детално наведени и објаснети сите можни ситуации таксативно во кои што полиграфско тестирање е невозможно. Тоа е нели кога лицето би дошло во алкохолизирана состојба, лицето би било под дејство на психотропни супстанци, лице со душевни нарушувања и ментални нарушувања, трудници или жени кои што непосредно се породиле, значи во тој период, додека се уште телото неврофизиолошки не е стабилизирано. И
други ситуации во кои што нели е секогаш потребно контактот полиграфски експерт со испитаникот, доколку ни утврдиме дека нема можност или лицето е под енормно висок стрес, тогаш се прекинува тестирањето или воопшто не се започнува или се одложува или доколку нема здравствени параметри компатибилни да може да се почне со тестирање, тоа даваме во извештајот нели мислење дека не е соодветно лицето или не е подесно лицето за полиграфско тестирање. Сакам исто да ни појасните, затоа што имаме некоја таква перцепција дека лицето нели го носат тука и го седнуваат и одма нели на полиграф. Сакам да ни појасните, Иванов, како тече процедурата, дека не е тоа токму така, туку си имате и подготовки, предходни други разговори со лицето, значи не е директно да се врзе овдека за целата апаратура. Тама работа. Полиграфската процедура се дели во 5 етапи, посебно кога работиме овака во криминалистички случаи. Првата етапа е анализа на настанот. Значи, прво ние што го добиваме како полиграфски експерти е настанот и ние вршиме експертска анализа на него се со цел да можеме да ги направиме соодветно прашалниците и соодветно да добиеме информација за испитаникот, кој е лицето кој што карши нас ке биде за одреден период и како со него би требало да го водиме пред полиграфското интервју, кое што е веќе втора фаза од разговорот, нели од кога веќе ќе дојде лицето кај нас. Тоа пред полиграфско интервју или втората фаза трае многу често со часови. Значи може да трае час, 2, 3, така натаму, зависно од кривичното дело. Во кој што во предполиграфското интервју се обидуваме да добиеме што повеќе информации, како во врска со настанот, така и во врска со лицето. Значи за кој станува збор, негови лични карактеристики да видиме, да го анализираме. Невербалното, паравербалното и вербалното поведение на лицето, да видиме кој е неговиот став, кој е неговото мислење во врска со кривичното дело, за кое што се води официјална истрага. Најчесто кога ќе дојде било кое лице, првото нешто што му го кажувам е тоа што го декларира и законот за полиција. Значи тука сте по ваша лична согласност, што значи дека секогаш пред да се започне со полиграфското тестирање се зима писмена и усмена согласност, дали тоа ќе биде уште во фаза додека го повикуваат во полициска станица или во обвинителство, па пред да доека мене, или веќе кога ќе влезе тука, секогаш знаат дека законски мора да дадат лична писмена и усмена согласност за започнување со полиграфско тестирање, бидејќи тоа е услов согласно член 65 од законот за полиција. Откако ќе дадат, јас им велам дека вие сте тука дојдени како сведок, се со цел да помогнете во истрагата да се реши, односно да се дојде до финалето, односно да дојде вистинскиот виновник во врска со тоа кривично дело за кое што полицијата, по зависност од кој сектор е сега, води официјална истрага, нели, се со цел да можат да ни помогнат во расветлување на случајот. Значи, откако им се каже дека доаѓаат во функција на сведоци, тогаш веќе мислам дека се ствара една меѓусебна прво доверба, а понатаму и знаат дека ова не е нешто типот нели репресивно, некој се носи, се седнува, се врзува, значи такво нешто нема кај нас. Еве јас седнав на црното столче, зошто гледам во зидот? Столицата на која што седите во моментов е облепена или внатре во незе се поставени многу мувмент сензори или сензори за движење. Како што на почетокот ви напоменав, битно е за процедурата да не се прават никакви контрамерки од ваша страна, а тие контрамерки се најчесто или неволни или волни движења со главата, трупот, телото, нозете, рацете или мускулни контракции и релаксации. Значи, се со цел да ги детектираме сите можни волеви и неволеви движења, столицата на која што седите и стапалата на која што ви лежат се облепени со мувмент сензори. Доколку имаме некој посериозно движење, мувмент сензорот реагира и јас софтверски тоа го гледам и го прекинувам тестирањето и го почнувам однова.
Така морам да констатирам дека еве ме фаќа некоја блага паника сега од кога сум врзана за столицата, меѓутоа претпоставувам Тоа е дека е сосема нормално. нормално. Значи ова не е дел од ваше секојдневие. Доколку не е дел од вашето секојдневие, секако се што е ново е нормално да биде, меѓутоа да ве охрабрам и да ви кажам дека ништо од това нема никаква повреда на вашето тело да направи, значи нема струја, не штипи, не гризе, не прави ништо, туку едноставно ете, како што гледате со едно USB поврзано за софтверот. Само што е нелагодно инаку. И е малку нелагодно, му сакувам успех, му сакувам среќа и се надам дека ќе бидете честни и искрени на тестот кој што сега ќе го провериме, ќе го работиме. Бидете внимателни, тестот започна. Дали сега се уклучени светлата во просторијава во која седиме? Да. Дали некогаш си била физички нападната за време на вршење на новинарска задача? Да. Дали некогаш во животот без прашање си земало од некаде нешто што не е твое? Не. Дали во животот имаш направено грешка за која сега се каеш? Не. Тестот е завршен, останете мирни. Значи, сам по себе еден доказ не мора секогаш да означува дека лицето има дефинитивна вина. Сега давам пример, доколку во една кривична постапка за да се осуди одредено лице, доколку на судијата му требаат, карикирам, 7 материјални докази, со полиграфскиот извештај и со можеби уште 2 или 3 докази од материјален аспект кои што укажуваат на мислењето дадено во полиграфскиот извештај, можеби судијата би бил сигурен да донесе одлука и да пресуди во тој случај. Вашиот став, вашето мислење, колку може полиграфот на вистина да утврди интегритет на еден работник во безбедносна служба? Мојот став е дека полиграфското тестирање во делот на тестирање на лојалност и интегритет на било кој вработен во било која безбедносна или безбедносно ризична служба, па институција, дали тоа било во граничниот сектор, дали би било во тајните безбедносни служби, во јавните безбедносни служби, е алатка која што е алатка на новиот век. Значи, секако е на новиот век, која што може и текако да помогне, пак велам и подцртувам, да помогне во борбата против корупцијата.